Заедно со вас, денеска би сакал да поделам една тема која што неодамна беше проучавана. Значи, во библиската полука, многу интересно, пред можда скоро месец дена, меѓутоа сосема еден поинаков аспект, исто е поврзана со крајот, меѓутоа првенствено е поврзана со Божјата љубов, која што можеби на прв план не размислуваме така од која ќе ја најавам, дека такви елементи има во самата порака што ќе изнесеме, но ќе видите колку е актуелна, колку е важна, колку е потребна и колку е на овој свет е потребна. И всушност преку оваа порака ние ќе видиме и кој е нашиот дел во овој свет каде што ние едноставно живееме. Насловот на ова тема гласи: Божјата совршена љубов во извештајот за потопот. И сега едно прашање за дискусија на почетокот, пред да ја отварам, обично сакам да поставам прашање кога почнувам со една тема да изнесам. До сега, кога ќе го слушнеме зборот потоп, библискиот потоп, извештајот за потопот, која прва мисла ни доаѓа? Казна, така е. Лоши ти е, секоја мисла беше само зла, и Бог ги... Дали некој сте размислувале за љубовта во тој извештај Божија, што е присутна? Сакав оваа тема од една сосема друга перспектива да ја проучим и да видите кои работи се присутни во оваа тема. И мислам дека можеби ќе се изнадиме од оние слики за Господа. Портретот на Господ е тука многу убаво представен, кој што можеби ни треба малце подлабоко да навлеземе. Библијата е такво, како еден рудник со сокриено богатство кој што треба да го копаме, не на ова копање што денеска постои за некои други некои вредности, меѓутоа на библиско, за да откриеме она што е Божја волја во нашиот живот. Ај ќе одиме од поред, но сакам да се задржам на на Божјиот карактер и нашата улога во овој свет, затоа што има голема поврзаност помеѓу извештајот за потопот и нашето време. И всушност ова претпладне ќе биде прилика ние заедно да проучиме едно пророштво. Пророштво кажано од кого? Од нашиот Спасител Исус Христос. Во неговиот најпознат говор запишан во Евангелијата, во теологијата познат како есхатолошки говор. Говорот кој што зборува за последните настани. 24 глава, ама и 25. Често пати ја забораваме 25-та, фокусот го ставаме на 24-та, а 24-та без 25-та не е целина. 24-та глава ни кажува што ќе се случи, а 25-та глава ни кажува како да се подготвиме за она што ќе се случи. И не е толку важно што ќе се случи, многу е поважно како да се подготвиме за она што ќе се случи. И за тоа во една друга прилика можда повеќе ќе збориме, но еве го пророштвото што Исус го кажува, запишано во 24-та глава, 37 стих па понатаму. Како што беше? Исус тука ни држи лекција од историјата. Како што беше? Како што ви е познато? Како што знаете? Ништо не ви кажувам што вие не знаете. Сакам само едноставно да се подсетите. Како што беше во деновите на Ное. Ете така ќе биде при доаѓањето на Синот човечки. Ние денеска од една страна ќе го анализираме тоа време, Ноево, како беше тогаш. Зошто? Па за да знаеме што ќе се случи денеска. Тоа е многу важно. Меѓутоа, дозволете ми на самиот почеток, ова е пророштво. Видите, во Библијата имате повеќе жанрови. Во Библијата имате проза, имате поезија, имате историја, имате, и медицина, имате многу работи, меѓутоа имате и пророштва. Зошто се важни пророштвата во Библијата? Сакам да спомнам 4-5 цели зошто се важни пророштвата во Библијата, затоа што голем дел од материјалот што го наоѓаме во Библијата и во Стариот и во Новиот Завет се пророштва. Зад библиските пророштва, не зборувам за овие врсти што луѓето ги измислуваат разни врста пророштва, гатањи и такви чуда. Не, зборувам за библиските пророштва. Зад библиските пророштва постои авторитет. Тоа е Бог. Оној кој што едноставно ја познава иднината. И како што вели во пророкот Амос, не ја чува само за себе, него ја дели со своите слуги пророците.
Бог ја познава иднината и не ја крие, не ја чува, ја кажува на пророците, а пророците не ја кажуваат. Значи, зад библиските пророштва стои авторитет. Тоа е прва работа. Втора работа, Бог ја познава иднината. Тоа е многу утешно за тебе и за мене. Ние не живееме во неизвестност. На основа на Библијата ние оние главни контури ги знаеме што ќе се случуваат. И тоа е предност. Кога знаеш, ќе знаеш како да се поставиш. Трета работа, многу важна работа, зашто се важни пророштвата. Пророштвата се тука да не усмеруваат, а не да не заплашуваат. Не била целта никош Божија преку пророштвата да ни влева страв во коските. Не, тоа не е целта. Тоа не е Евангелието, е секојаш радосна вест. Не е тоа делење и ширење на страв. Тие ни усмеруваат, тие ни помагаат да се ориентираме. Всушност, во кое тоа време ние живееме. И всушност тоа е четвртата цел зашто постојат пророштвата. А тоа е дека преку нив Бог сака да ни помогне да бидеме свесни во кое тоа време ние живееме. Тие ни се ориентација. Тие ни се тука со цел ние да не забегаме. Во смисла да немаме никаква представа за тоа што е пред нас. Не. Иако не ни откриен денот и часот на Христовото второ доаѓање, меѓутоа, гледајќи ги сите тие знаци што ни се многу добро познати, ние го опипуваме тоа последни денови од тоа последно време. И пета работа многу важна, пророштвата со сите овие карактеристики што ги спомнавме се наши пријатели. Кога некој ќе ти каже нешто однапред, кога некој ќе ти усмерува во нешто, кога некој ќе те советува, кога некој ќе те предупредува, па тој ти е пријател, тој те сака, тој има добри мисли за тебе. Пророштвата, требаме со еден таков став да пристапиме кон пророштвата. Пророштвата се тука затоа што имаме Бог на небото, што е наш пријател, а преку пророштвата тој ни кажува да не се грижиме. И што е главна цел на библиските пророштва? Има еден текст кој што ги обединува сите овие работи, а го кажал Исус во Евангелието според Јован 13 глава 19 стих. И тоа е клучот на пророштвата, што е целта. Исус ќе каже таму во Јован 13 глава. Ете, сега ви кажувам, кога ќе се случи да верувате дека тоа е така. Целта на пророштвата е да го зацврстат нашето поверение во Господа. Не да ја задоволуваат нашата љубопитност. Знаете, направиме шеми сега. Таа година, тој час, тој ден, таа седмица, тоа ќе се случи и да бидеме на некој начин фокусирани во тие светски настани, а да ја заборавиме што? Нашата подготвеност за тие настани. И приметувам категорија на луѓе. Тама некоја војна, Украина, Русија, готов, крај на светот. Ке помине. Пандемија, крај на светот. Нели така? И ред понатаму. Знам за некој кој имаше бомбардирање таму во Косово, Белград, кога беше војната, некој тука бега, значи нака, заради страв некој. Пред 20 години поминал и отиде. Видите, тоа се знаци на патот. Меѓутоа тоа не се оние најважни да кажам. Најважниот и најголемиот знак е она што треба да го направиме сите, да го проповедаме Евангелието Божие, да им кажеме дека постои Бог што ги сака луѓето. Да се вратиме на нашето пророштво. Како што беше во деновите на Ное, така ќе биде едноставно и при доаѓањето на Синот човечки. И која е поврзаноста? Поврзаноста на ова пророштво со нашето време. Видите, ако има некоја смисла со нас, со мене, со тебе, со нашето време, па да го проучиме ово. Ако ова не допира нас, тогаш не вреди да го проучиме ова. Видите? А Исус вели вреди, ова не допира. Историјата ќе се повторува. Настаните, ситуацијата, околностите, тогаш, какви биле, едноставно во ова време ќе се повторува. Затоа што има исти ѓавол, кој што не ги сакал ни тогаш луѓето ни нас денеска, кој што сакал и тогаш зло да се шири на секаде и денеска. Но фала на Господа што имаме исти Бог, непроменлив, со својата љубов, што и нив ги сакали и нас и ни усмерува како да живееме. Голема поврзаноста, всушност, тоа е историски илустрација за тоа како ќе бидат околностите пред второто Христово доаѓање. Значи, извештајот за потопот е историски илустрација за тоа како ќе биде и во наше време. И затоа, следна работа, што треба да ја кажеме, е каква слика ни дава Библијата за Ное и неговото семејство ненапред. Ајде брзо, неколку
работи да ги споменеме, потоа доаѓа на суштинското, но ова е како увертира за она што сакаме да кажеме понатаму. Кој бил Ное? Еден од најверните луѓе во своето време, така е. Бил оженет, имал 3 деца, нели така, синови и 3 снаи и жена, 8 души, едно семејство, компактно, богобојазно семејство, кое што беше посветено на Господа и кое што се разликуваше по својот начин и стил на живење од сите останати луѓе кои што живееа во тоа време. Понатаму, извештајот библиски ни кажува дека Ное бил еден од неколкумината во историјата кои што живеели најдолго. 900 и колку живеел? Плюс 20. 950 години живеел, нели така значи? Дури повеќе од Адам, а помалку од Матусал. Јарет некоја година повеќе од него живеел. 950 години. Што се случува со нашето време денеска? На колку години денеска се умира? Замислите кога би воскреснале тие луѓе, гледат како некој на 30, нажалост, и 40 години. Вика, таман проодело, вика, почина. 900 и кусур години живееле луѓето во тоа време. И оно што е интересно, компактно семејство, верно на Господа, семејство кој што го знаел Божиот пат, затоа што вели по волјата Божија живеел Ное. Значи, тој добил инструкции од кого? Значи, од тоа време, вие знаете, се пренесувало од генерација во генерација. Верните луѓе, како што вели Бог за Аврам, знам дека тоа ќе го пренесе на своите деца, па на своите внуци, и така се пренесувале, значи, се пренесувала Божјата волја. Името Ное што во превод значело? Одмор. Многу интересно. Се сметало дека конечно ќе дојде одмор од сето тоа зло со Ное и настаните поврзани со него. Одиме понатаму. Еве се, ова е многу важно. Како Библијата ни го пишува стилот на живење на предпотопната генерација. Читајќи го извештајот во Патриарси и пророци, таму имаме најсоодветен, најрелевантен извештај за тоа како живееле луѓето во предпотопниот свет, како што ќе живеат и денеска. Јас наоѓам неколку особини, што ќе ги спомнам во следните слајдови, како луѓето живееле, што биле главни карактеристики, значи, во нивниот живот. Прва работа, хедонизмот, бил главен стил на живење, главна карактеристика. А што е во суштината на хедонизмот? Да јадеме и да пиеме, зошто? Утре ќе умреме, па да јадеме и да пиеме. Живееме за тоа, а не обратно, нели така? Таков менталитет, таков ментален склоп, таква слика, значи, луѓето живееле. Па чека, како Исус го пишува знаците пред второто доаѓање, што вели? Ке садат, ке градат, ке јадат, ке пијат, ке се мажат, ке се женат, како што било тогаш, така ќе биде и тогаш. Видите? Хедонизм. Втора работа, можеме многу да збориме, имаме многу работи, само ќе ги спомнам. Исчезнало секое чувство на човечност, вели вдахновениот пророк во книгата Патриарси и пророци. Исчезнало секое чувство за човечност. Например, еве една библиска категорија за тоа колку врста на луѓе постојат според библискиот извештај. Вели, постојат 4 категории на луѓе според библискиот извештај. Прва категорија на луѓе, значи, се така наречени пнеуматикос, значи луѓе. Тоа се луѓе кои што се водени од Духот Божи. Луѓе кои што Бога го стават на прво место и духовните вредности им се најважни во животот. Тоа е категорија на луѓе кои што живеат според Божјата волја. Но е бил таков. Меѓутоа, такви луѓе има се помалку и помалку во овој свет. Библијата нив ги нарекува како? Остаток. А знаете, самиот збор остаток не те наведува на нешто големо, него нешто малку, ситно, нешто вака. Знаете, може да го собереш малце вака. Пнеуматикос, тоа е мала категорија на луѓе. Многумина одат, вели Исус во едно место, по широкиот пат, вратата е голема, ама малку мина остатокот. Пнеуматикос се луѓе кои што одат според Божјата волја. Втора категорија на луѓе во Библијата се наречени психикос. Значи, тоа се луѓе кои што на прво место не го стават Бога, али го стават својот разум, својот памет. И било што им се случи во животот, тие кого прво го прашуваат? Својот памет. Значи, што нивното искуство кажало по тоа прашање? Да. А што вели Библијата во Мудри изреки 3 глава?
На својот памет не се ослонувај. Не затоа што Бог ни го дал, па да не го знаме, пази, тоа е опасно ако не го потребуваме нашиот памет. Меѓутоа, кога се во прашање клучните, важни, духовни одлуки во животот, нели така, ако треба да бираме помеѓу Бога и нашата памет, која што, нажалост, инфицирана од гревот и која што има длабоки последици од гревот, па Бога треба да го слушаме. Психикос, втора категорија на луѓе. Кога Ное ги викал да дојдат внатре да влезат, тие што? Немало дожд. Нема. Нашиот ум кажува дека тоа не оди. Како вие барате од нас нешто? Ете, психикос. Трета категорија на луѓе, според библискиот извештај, се така наречени саркинос луѓе. Тоа се луѓе каде што телесните желби ги ставаат пред се останато. Саркинос, значи. Мене да ми... Хедонизм, тоа е. Да јадеме, да пиеме, зашто утре ќе умреме. Најважно како јас се чувствувам. Све друго е после. А тоа е грев. Во суштина, дефиницијата на гревот е погрешно усмерена љубов. Бог не создал да го сакаме Него, Создателот, оној што ни дава живот, оној што секој утро ни ги буди, не буди, ни дава и вид, и слух, и срце да ни чука све, Него да го ставаме на прво место, а ближните после. А гревот сето тоа наопачки го свртел. Ни Бога на прво место, ни ближните, него јас. Ете, тоа е гревот. Саркинос. Но има и потешка категорија, тоа е четврта категорија на луѓе во Библијата, тоа се саркикос, вика, тоа се луѓе што имаат животински особини во себе. Скоро секое чувство на човечност исчезнало. Сега слушайте ме. За време на потопот, пнеуматикос само Ноевото семејство. Толку имало. Психикос имало нешто повеќе, саркинос највеќе, а саркикос уште повеќе. Ете, тоа беше статистичките податоци од последниот попис пред потопот какви биле. Ете, тоа е. Неумереност и претерување, што да се каже? Можеме многу. Ќе застанам само за некои особини. Но ова е најтешкото беше. Луѓето се купувале и се продавале. Не се мисли само на проституција, него образ. Човечкото достоинство веќе го немало. А вие знаете како последниот пророк ни кажува, што е најголема потреба од овој свет? Луѓе што не се купуваат и што не се продаваат. Луѓе кои што ќе стојат на страната на праведноста, вика, па макар и небото едноставно се срушило над нив. Ама такви немало тогаш. Па затоа Бог морал да го уништи тој свет, затоа што едноставно одлепе, ако можеме така да кажеме на чисто. Ладнокрвни убиства, па, измами, подмитување, али ова не последното. Не осетливост. Како вели Исус кога го анализира тоа време и наше време? Не осетија кога дојде потопот. Како бе не осетија? Видите, Бог ни ги дал чувствата е дел од една личност. Покрај умот и разумот и слободната волја и чувствата се тие три основни особини што го прават човекот да биде личност. И знаете, ако едно од овие три работи не функционира, значи нешто со личноста не е во ред. Ама овие вика не осетиле, не почувствувале. Што се случило, се прашувам. Што? Неосетливост. Се среќавам со луѓе кога почнам да изборувам за Божите работи, чувствувам дека не се тука со мене заедно, иако физички се тука пред мене. Нема, живеат во еден свој свет, многу различен. Слушаат и дури сакаат да ми кажат во кое тоа време ти живееш, на мене кажат. Можат ли сите други работи толку да завземаат местото во моето срце, да немам време да размислам за суштинските прашања во животот? Неосетливост. И сега, што мислите? Кој бил суштинскиот проблем на предпотопната генерација? Суштинскиот, основниот. Повелите се? Го отфрлиле Бога од престолот на своето срце, така е. Па сето тоа после доведува до сите тие работи. Вие знаете, ја често пати го кажувам, видите, кога Бог не создал, во нашето срце оставил простор за многу работи. Ние имаме место за својата сопруга или сопруг, имаме место за децата, имаме место за пријателите, имаме место за родителите, имаме место за браќата, за сестрите, за све. За све. Но Бог оставил мал простори за Него, за Создателот. Сега, ако сите коцки се полни, таткото од мајката на свое место, жената, децата, сопругот, фамилијата, све. Но ако само таа коцка не е пополнета со Господа, нешто ќе недостасува. Јер комплетно кога има се.
Така е. Сега, ако се стои, ама ова не е пополнето, ќе ни фали, недостасува. А видите што е интересно, на што приметував? Бог, кога го создал човекот, го создал со желба да служи. Ние сме создадени да служиме. И тоа не на било кого и на било што. Ние сме создадени да му служиме на Бога. Сега, кога ние не сакаме да му служиме на Бога или го тргаме Бога од престолот на нашето срце, ние истовремено не можеме да ја тргнеме и желбата да служиме. Што се случува? Тогаш постојат две сценарија. Или ќе се ставиме ние во престолот на нашето срце, или материјалните работи ги ставиме. Тоа е проблемот. Кога Бога го тргаш, ти сакаш таа празнина да ја полниш, но со што? Или со себе, или со материјални работи. Предпотопната генерација го тргнала Бога од престолот, и рече, не ни требаш. Сами сме ние доволни. Ние сме психикос, паметни луѓе, знаеме све. И затоа, како последица на тоа, што вели библискиот извештај? Господ виде дека беззаконието на луѓето на земјата е што? Огромно, не е тоа малко, огромно. Зошто? Еве вие. Сите мисли на нивните срца беа секогаш само зли. Максимално зло. Све. Па чекайте, мислите, тоа сме ние. Она што мислиш, тоа си ти. Тоа сум јас. Тоа е изворот. Ако изворот е загаден, што очекуваш од зборовите, од делата, од животот, постапките? Ништо. Мислите, сме ние. И јас се прашувам, чекайте, ако мислите им биле само зли, каков образовен систем постоело пред потопот? Што ги учеле учителите децата? Кога све е зло тука. Што ги воспитувале родителите своите деца, кога се е зло тука? Сметам, тоа е библиски став, дека ова беше најголемата криза во планот на спасението. Само еден, ние кажуваме 8 луѓе се спасиле, тоа е еден дом, едно семејство. Значи злото дошло до пред вратата на Ное. Видите? Па замислите кога би го зафатило и Ное и неговото семејство, од каде Месија би се родил да го спаси светот? Видите? Видите зашто Бог морал да реагира. Секоја мисла во нивните срца едноставно беше само зла. И сега, клучното прашање. Што да направи Господ во таква ситуација? Сакате нешто да спасите од некоја стара работа, да не купите нова, и прво што правите проценка. Дали од тоа што е старо, има колку е труло, колку не е, што е здраво, што не е, за да можете да видите. Дали од тоа нешто има фајде, или да кажеш, фрли го, тоа земи нешто ново, не вреди. Што Господ да направи кога го гледа? Jer pazite, mnogo interesno, Bog gleda misliti, veli, svi misla se samo zli. Što da napravi? Кога ги читам некои извештаи од наше време, што се случува, луѓе па, што сме ние достигнале? Можда во некоја друга прилика, некои конкретни работи би ги направил. И сега, јас сметам, читајќи ги извештаите, верувам, мислите вие дека Бог се потрудил на некој начин да ги освести луѓето. Се што Бог прави денеска е да го освести човештвото во каква состојба се наоѓа. И Бог користи разни ситуации, механизми да го освести. Понекогаш дозволува нешто со здравието да не се случи, со намера да сватиме дека сме слаби, дека сме не сме силни толку, со цел да го бараме, не да не уништи Господ. Бог дозволува некојаш во нашето семејство да се случи нешто. Бог дозволува во нашето окружение да се случи нешто. Сето тоа се милостиви начини кои што Господ сака вниманието наше да го усмери према Него. И вниманието на овој свет да го усмери. Нажалост, вниманието на овој свет е свртено на многу други нешта. И за овој свет многу важни. Хајде да направиме една анкета по Скопје тука, или земе да населбе, 3 улици земете. И неколку прашања само да поставиме, така да некои прашања што им е најважно во животот и понудите одговори, 5-6 одговори така. И меѓу другото ставите и Бога, значи така. Отворите до 10 прашања. Што мислите, кои одговори ќе ги добиете за луѓето? Што ги интересира највеќе? Што мислите Бог на кое место ќе им биде на луѓето?
ќе кажат здравието, ќе кажат работата, ќе кажат семејството, што се вредности сами по себе. Нормално, па како тоа без здравие, како без работа, како... Меѓутоа, кој тоа здравие ни го дава? Кој таа работа ни ја благословува? Кој тоа семејство ни го дал? Видите? Бог сака да ги освести луѓето. И еве, пишува. Еве два текста само да земам што вам се многу познати. Еремија 8 глава 9 стих. Бог се служи и преку животинскиот свет. Па пазете, па не били ли поука за предпотопниот свет кога две по две животни влегувале внатре? Па нели тоа беше малце едно осветлување онак во главите да свата што се случува? Ти си рекла, Ное прави некој циркус тука, вика, сигурно нешто прави тука да ги забавува луѓето онака. Но не били тоа домашни животни. Еремија, 8 глава, 9 стих, вели, таму, и штркот под небото го знае своето време. И ластовичката пази на времето што доаѓа. А народот мој не пази на судот Господов. Не е свесен што го чека. Животинскиот свет со тие инстинкти што се создадени од страна на Господа може да препознае кога е ладно и кога треба да го напушти тоа место. А Божиот народ што? Од секојаш било така, ќе биде и понатаму, не се секој чудо за 3 дена. Ма нема да биде така секој чудо за 3 дена на крајот. Го познаваме ли времето во кое што ние живееме? Но текстот што сакам да го подлам во 19 глава Лука, Исус го кажува, уште посилен, го знаете, 19 глава, 47 до 44, еве што вели Исус, тоа се негови зборови тука. И кога се приближи кон Ерусалим, го здогледа градот и што направи? Заплакал. Зборувајќи. О, кога ти би знаел во овој ден што е за твојот шалом, за твојот мир. Ама ова е сокриено од очите твои. Зошто ќе дојдат денови на тебе, ќе те опколат непријателите твои со опкопи и ќе те завземаат од сите страни, ќе те уништат и тебе и децата твои во тебе и нема да остават на тебе камен на камен. И еве зошто е причината зошто тоа е така. Затоа што не си го познавал, не го знаеш времето кога си погоден. Охочен. Не си свесен во кое време живееш. Свесен ли беа предпотопниот свет во кое тоа време живее? А жителите од Содом и Гомор знаеле ли дека тоа последна ноќ во нивниот живот? А сакали ли не, доаѓа последниот ден на овој свет. Доаѓа ден кој ќе биде последен, ма доаѓа и ноќ кој ќе биде последна. Не сме ни свесни за тоа. Мислиме тоа ќе трае така, све. Сега, еве го најважниот дел, се тоа ни е важно, значи, како ни е опишана во Библијата Божјата љубов спрема предпотопната генерација. Ова е сега многу важно. Видите, ние како адвентисти немаме страшна порака за овој свет. Ние имаме Евангелиот Исуса за овој свет. Да, треба да кажеме и какви ќе бидат последиците ако не го прифатиме Евангелието. Па Исус тоа го кажува, често пати во своите говори, вика, ќе има и друга страна. Меѓутоа, ние пред се имаме Евангелие за овој свет. Ние сме повикани Божјата љубов да ја пренесеме на овој свет. А во извештајот за потопот, најголем дел е посветено за Божјата љубов. Ке видите, сега ќе го анализираме тоа заедно. Ке видите. Ке се чудиме, можеме ке видиме, ке мислиме како таа казна не е толку истакната колку што све друго истакнато во потопот. Да. Бог знае дека кој љубовта не ги допира срцата на луѓето, нема промена. Промената се случува кога љубовта ги допира нашите срца. Така сме ние создадени. Со добро, со љубов да се победи едноставно злото. И во суштина, извештајот за потопот е во суштина извештај за Божјата љубов. Никогаш во Библијата, приметите, никогаш Бог не уништува додека не дава шанса. Никогаш Бог не превзема драстична ситуација додека најнапред не пружа рака. Никогаш во Библијата тоа не е случај. Секојаш Бог дава шанса, дава прилика, дава можност. И тоа голема можност, ќе видиме сега. Ама колку луѓето тоа го слушат, го ценат, го гледаат, го прифаќаат, тоа е второ прашање. Да, акцентот во овој настан не е ставен на уништувањето,
и казната туку на Божјата милост. Ајде да го видиме веќе еднаш. Како? Прво, каков извештај ни дава во втора книга Мојсеева, кога Бог дава слика за себе на Мојсей, кога разговара со него, нели така, во 34 глава, 6 и 7 стих, каков извештај за Бога наоѓаме, каква слика, каков портрет за Бога наоѓаме тука. Господ, Господ, Бог каков е? Милостив, жалостив, спор на гнев и пребогат со милосрдие и вистина. Ете таков е нашиот Бог. Пастир нежен, кој што сака, кој што е тука, кој што дава шанса и прилика. И ние сега ќе видиме во приложение, во извештајот за потопот, наоѓаме 7 слики на Бога. 7 многу интересни слики на Бога наоѓаме тука. Ние наоѓаме татковски профил на Бога во извештајот за потопот. Ние ќе видиме како Бог се залага да ги спаси тие луѓе, па и тоа се негови деца. И тоа се луѓе кои што биле создадени според неговиот лик, меѓутоа нажалост со тек на време попримиле ѓаволски лик во себе, со своите постапки, дела и одлуки, избори што ги правеле, нажалост едноставно почнал да избледе тој Божи лик во нивните карактери. Но е да видиме кои се тие 7 слики. Првата слика за Бога, и ќе читаме текстови, еве е сликата за Бога во потопот. Бог будно гледа што се случува во овој свет. Ајде ги читам тие текстови. Немаме одма казна, него прво Бог будно гледа што се случува во овој свет. Еве 6 глава 5 и 12 стих. И Господ го виде злото човечко колку е големо на земјата. Кој прв збор е тука истакнат, прв глагол? Господ гледа. 12 стих, што вели понатаму? И погледна Бог на земјата, а таа беше расипана. 2 пати Бог гледа, Бог погледна. Бог не гледа. Првата слика за Бога што ја наоѓаме тука во извештајот за потопот е дека будно гледа што се случува во овој свет. Бог точно знае ништо ти како поединец поминуваш денеска. Некој можеби во тебе ќе гледат на дворешност, само така убаво облечено, нака насмеен све, но Господ продира во твоето срце, во твојата душа, во твоите мисли. Бог знае со кои одлуки се соочуваш, со кои мисли, кои избори ќе ги направиш. Бог будно гледа. Бог будно гледа што се случува во Скопје, во Македонија, во Украина, во Русија, во целиот свет, во Африка. Бог све гледа. Па ова е основен чекор за сите останати чекори што Бог ќе ги направи. Но сега одиме понатаму. Втора работа, многу важна, втора слика што наоѓаме за Бога тука во извештајот за потопот. Не е казна. Не. Него вели извештајот Бог не само што гледа, Бог жали, Бог пати и Бог емотивно реагира на сето она што се случува во овој свет. Каде тоа го знаеме? Еве 6 глава 6 стих. Вели: И се ражалости Господ што го создаде човекот на земјата и му беше жал во срцето. 2 пати се споменуваат Божите емоции. Се ражалости. И му беше жал. Пишува тука се покае. Се ражалости на Хам. Му беше криво. Многу. Беше допрен. Па немам ја таков план за човештвото. Ја немам таков идеал за тебе. Ја за тебе имам толку добар идеал, таква добра мисла за тебе имам, што подобра е и од твоите најдобри идеали што ти сам за себе ги имаш. Меѓутоа, кога ние не ги прифаќаме тие Божи идеали за нас во нашиот живот, кога ние одиме според она мисла психикос, според својот разум, тогаш ние правиме грев во суштина, затоа што во потполност не ги искористуваме тие можности кои можеме да ги искористиме кога ми му се предавале на Божите раце. И Бог гледа како патиме, како жалиме, како правиме зло, и тој е допрен. Бог не е некој, како што кажувал еден правец во теологијата, постоело во минатото, се викал деизам, кој што вели Бог го создал светот, ама после го оставил сам. Сам го оставил и не се грижи. Што се случува? Не му е гајле. И со еден таков систем, џабе се нашите молитви. Затоа што Бог само го создал светот, го оставил, не го интересира. Ти моли се, плачи, кукај, ништо. Според тој став. Ама библиски не е така. Библиски Бог е вмешан во овој свет. Вие знаете, Исус пред да се роди, тој неколку пати бил на земјата. Ние учиме за тоа. Кој го посетил Аврам во неговиот дом?
Првата ѓаконска посета, кој му е направил? Бог, не ли така? Кој дошол со Исус Навин, кој требаше да го освои Ерихон? Таму, оној војвода на војските господови. Кој бил тој? Да. Кој бил оној во ловска јама, али во огнената печка? Колку пати ли Исус дошол на овој свет пред да се роди? Значи, тој гледа што се случува во овој свет и тој емотивно е допрено тоа што се случува и тој реагира во овој свет. Тоа е втора слика што ние ја наоѓаме. Тој гледа како тие јадат и пијат, хедонистички живеат пред потопот, како што живеат и денеска луѓето во овој свет и не ги интересира ништо друго. Јас кажувам таму, у нашиот менталитет таму меѓу нас ромите, не знам дали тука е тој проблем, најважна топ тема, знаете кој е таму? Како да добиете документи да одите во странство? Бугарски пасош, не знам, германско државјанство. И ако добиеш, не е толку вредна кога не го ставиш на Фейсбук тоа, другите да го видат. Тогаш тоа добива печат. Најважно прашање тоа. Ако тоа си го добил, јас сум го кажал сега, последниот пат, не се секира, во Германија нема гробови таму. Болници, лудници, таму нема, таму живеат по едно 500-600 илјада години луѓето. Катастрофа жива. И? Тоа е најважно прашање. Државјанство да имам тука. А Павле вели, нашето живење, вике, горе на небото. Таму е нашето државјанство, не е тука, во Филибјаните, ќе каже таму. Видите. И сега одиме понатаму, трета слика на Бога. Бог е во потрага за решение за постоечките проблеми во светот. Значи, гледа, прва слика, тој е допрен емотивно, реагира и тој е во потрага за решение. Еве читам 6 глава 8 стих, вели извештајот. Но Ное најде милост пред Господа. Значи, Господ ги гледа луѓето, гледа дека е проблем, гледа дека е катастрофа и сега треба да го реши тој проблем и му требаат луѓе. Го гледа овој, ништо од него. Го гледа оној, не сака да слуша. Гледа третиот, нема време тој за него. И единствено Ное. Еве го решението. 6 глава 8 стих, 7 глава 1 стих. И рече Господ на Ное, влези ти во ковчегот и целиот твој дом, зашто тебе те најдов праведен пред сите други од овој век. Бог е во потрага за решение. Па ѓаволска мисла кога кажува, Бог те заборавил, Бог те оставил, Бог не мисли на нас, види што ти се случува, никој не те гледа, ни пасторот не ти се јавува, ни верниците, ни ова, ништо, ти си за никаде, не... готово, ти не треба да живееш. Тоа се ѓаволски све едноставно работи, кој што сака да не обесхрабри и да изгубиме надеж. А Бог е во потрага за решение. Не знам со каков проблем ти моментално се соочуваш, брате мој и сестро. Не знам. Ама знам дека Бог има решение и за она со кое ти сега во моментот се мачиш. Не знам на кој начин, али знам што Духот на прошто вели дека таму каде што ние немаме ниту едно решение за една работа, Бог има и лјадници. Таму каде што нашите проблеми се како кинески зидови, Бог има решенија и за тоа. Бог е во потрага за решение. Четврта слика за Бога што ја наоѓаме, Бог дава шанса на луѓето од овој свет. Не видите? Ное го нашло како решение и неговото семејство и вели Ное, ајде сега ние имаме мисионски план со тебе. 120 години ти ќе направиш евангелизација. И ќе работиш и ќе проповедаш. Со својата работа ќе сведочиш, со својот говор исто ќе проповедаш. А ќе им дадам на луѓето време за тоа. 6 глава 3 стих, нели така? И Господ рече, нема мојот дух довека да се прети со луѓето, дека се тело еви им уште 120 години. И моето прашање, да го знаеме одговорот. Колку години Бог нам денес уште ни дава милост? Дали постои уште некој пророчки ланец што треба да се исполни, па да го чекаме да се исполни? Најголемиот пророчки ланец од 2300 дени ноќи се исполнило, нели така? Имаме ли уште некои пророчки ланци што треба да се исполни? Не. Ние ептен живееме во време на милост. Ептен. Дури поголема време на милост ние имаме денеска, од 1844 до денеска, колку поминало време, многу повеќе од 120 години поминало него на времето на Ное. Па зошто Бога го нема? Ја викам, зошто нас не нема? Ајде ова да го кажам. Сте имале сигурно во животот тешки денови. Ви се јадело тогаш? Ви се правило на секојдневна рутина кога сте имале најтешки денови? Можда имавте, сигурно знам, меѓу нас, знам, болка е тоа голема, сите имавме тешки денови, изгубивме некој мил и драг,
otrabotan ispuštija možda, ne znam, bilo što drugo. I ne si žive. No da li neko ste si postavili sledno prašanje? Kako mu pominua jedan dena Gospoda? I koji povek je go čeka krajat? Nije li Boga? Zamislite koga Bog bi ni dal referat, izvešte za to kako mu pominua jedan den. I veli vaka, sinko mu ili kjerko mu je. Da znaješ na koliko pogrebi deneska bev prisuten. To se site nego i deca. Ne umirat samo v Ukrajini i v Rusija. Umirat na sekade. Ajde ako nekoj umre pa so vera vo Gospoda da razbereme, дека еден ден сите ние ќе умреме, па со вера ако умреме имаме надеж. Но оние што умират без вера како Бог го погодува тоа, цела вечност нема да го има тој човек. А тој е единствен, нема дупликати Господ што создал. И Бог кажува, реди, како му поминал денот на Господа. Денес умреле илјадници луѓе, што во Азија, Африка, Европа, Јужна, Северна Америка, Австралија. Ја бев сведок на сето тоа. Бог све гледа. Втора работа. Бев сведок на многу бракоразводни постапки. Бев сведок како многу деца ќе одат да живеат без татко и мајка. Бев сведок колку земјотри денес однесува во гроб илјадници луѓе. Бев сведок, и можам да редам сега све, колку со веќе несреќи, све зло што се случува во свет, све Бог гледа. И знаете што е интересно? Не е тоа еден ден Бог да го гледа. Следниот ден, затоа што вели Библијата, беззаконието ќе расте поголемо зло. Третиот ден уште поголемо, четвртиот уште поголемо. И се прашувам, кој повеќе сака да дојде крај на овој свет и на овие маки? Ние или Бог? Нама ако ни се случи некоја лоша ситуација, еднаш од 10 дена, 7 дена, месец дена, вака, 3 дена, мога секој ден му се случуваат. Тоа се негови деца. Бог дава шанса. Пета работа, пети профил на Бога. Бог се заложува да сочува во живот. И ова е многу важно. Најмалку 2 места има во овој извештај. Значи, во 6 глава, 19 стих пишува: и од сето живо, од секое тело, земи во ковчегот по двајца да сочуваш во живот. Да сочуваш во живот. 20 стих. Од птиците по врстите нивни, од стоките по врстите нивни и од се што се движи по земјата по врстите нивни и од се по две нека влезат со тебе да се сочуват во живот. Бог е извор на животот, Бог го дава животот и Бог сака да сочува во животот. Сите негови евангелски проекти и овој со Ноe што го имал е со цел да сочува во живот, не да уништи. Дали гледате? Тој вели да, ќе го уништам после 120 години, меѓутоа за време на 120 години, ајде сите дојдете да се спасите. Па 100 ќе направам такви. Илјадници, милион ќе направам такви барки, да се спасите. Да сочува во живот. Да сочува во живот. Колку ли пати Бог тебе и мене ме сочувал во живот. Еден ден ќе му бидем благодарни кога сите работи ќе ни ги откривам. Понатаму, 6-та, предпоследна слика на Бога во извештајот за потопот. Бог не ги заборава оние што му се верни. 6 глава 18 стих што вели? Но со тебе ќе направам завет. Ќе влезеш во ковчегот ти и синовите твои, и жената твоја, и жените на синовите твои. И рече Господ на Ноe, 7 глава 1 стих, влези во ковчегот ти и целиот твој дом. Што ќе каже пророкот Исаја на оваква слика? Кажи му на праведникот ќе му биде добро, а на безбожникот нема да му биде добро. Па Аврам го моли судијата на целиот свет. Зар вика судијата на целиот свет исто ќе постапи со праведните со неправедните, со верните со неверни? Не! Да имаше 10 луѓе ќе го спасали Содом и Гомор, немаше. Не. Бог едноставно не ги заборава оние што се верни. Не. Не го заборавил ни Даниловската јама, ни тројцата младичи во огнената печка, не го заборавил ни Еремија, едноставно таа дупка која е паднал, не го заборавил ни Јов, кога сето тоа зло му се случило, па неговиот крај беше многу поблагословен од неговиот почеток. И многу интересно. Да. Бог и тебе нема те заборави. Ама вика, ние како народ знаеме да пееме жалопојки понекош и кажуваме ме остави Господ. Сион рече, така вели 49 глава Исаја, Сион рече, Господ ме остави,
Господ ме заборави. И потоа следуваат тие најпознати зборови, еден од најпознатите во Исаија. Може ли мајка да го заборави своето дете и да не се смилува на утробата на чедото свое? И да го заборави, вика, јас тебе не те заборавам. Не го заборавил Ное, ни неговото семејство. И на крај, 7 слика, гледате, ама видите, 6 слики имате позитивни. Слушно, спомени и ова е позитивна слика, 7-та. Ке каже, како? Како? Што има позитивно кога се уништува? Па има. Бог е хирург. Тој го отстранува на што е зло. Затоа што ако го остави тоа зло, ќе фати голем простор и од тоа што е здраво. И ова е милостива слика на Бога. Милостив портрет на Бога. Па да влезеше гревот низ портите во дворот, во куќата, во срцето на Ное. Месија како ќе се роди. Еве, јас таква слика имаме ние за Бога во потопот. Да, ние сме склони, секојаш го зборуваме, да прво се фокусираме на последиците, на катастрофите. Да, зло, потоп, тоа. Ама Бог покажува прво љубов. И ова сега се многу важни работи. На крај уште неколку слайдови имам. Извештајот за потопот е во суштина извештај за давање на шанса од страна на Бога за луѓето. Ние кажуваме втора шанса. И колку ли шанси Бог ни дава? Па вели псалмистот, а Господе, па ако ти гледаш на беззаконијата наши, кој ќе остане? Кој? Колку шанси мене Бог ми дал? И на секого од вас. Затоа пред да усмериме прст на некој, да мислиме дека и ние некојаш може би правиле слично како некој, па да сватиме малце и на друга страна. Понатаму, извештајот за потопот и извештај за тоа колку човековото срце може да биде закоравено и да не ја прифати таа шанса. Значи, извештај за потопот од една страна и извештај за давање на шанса. Но од друга страна, овој извештај е извештај за тоа колку човековото, моето и твоето срце понекош може да биде закоравени и да кажеме, не ни треба ова шанса. И трета работа, извештајот за потопот е извештај за тоа дека ние луѓето обично ги цениме работите кога? Кога ги изгубиме. Се додека ги имаме, се додека ни се на располагање, не мариме за нив. Да. Зошто? Затоа што мислиме дека тоа е нормално. Природно. Ма не. Еве го предпоследниот слайд. Патриарси пророци. Колку ли сега тие осудени грешници копнееле за прилика и можност кои што толку долго ја омаловажувале и ја пропуштале. Долго ја омаловажувале и пропуштале. Сакаат прилика и шанса. Пред да прочитам понатаму, ова ме потсеќа како на неорганизирани ученици или студенти на школа. Нели така? Ќе почне школска година, тие што? Има време, да, ти па чекај бре септември, бе, не март, април, мај, полека. И има професорот во Београд ми кажуваш, вика, на студентите секојаш вика им фалело само уште еден ден. А 9 месеци имат. Ама вика уште еден ден им фалело, вика, секојаш. Кампањски учење, нели така? И го прашуваат децата, како? Таа учителка колку е лоша, вика. А тој не постигнал оно што очекува од него. Ма другите се криви, не сме ние. И тие сега, сега да имаме прилика. Ное бе, ние комшиите твои бе, Ное, па заедно бе, Ное, живеевме ни. Поотвори бе, Ное. Молеле и пекале. Да времето на милоста потрае барем колку? Уште една проповед, бе, уште една библиска поука, а ние 30 години, 50 години, 100 години библиски поуки, нели така? Ма уште една библиска поука, уште еден библиски час, уште една проповед. Барем уште една милост им се пружи. Меѓутоа, кога овој свет ќе разбере дека се има почеток и се има крај, тој сладок и милозвучен глас не можело веќе да се слушне затоа што времето на милоста завршило. Кој е свет, нека биде понатаму. Кој е неправеден, нека остане понатаму. Еве го последниот слайд, односно, последниот и завршите мисли. Ова за наше време се однесува. Овој текст многу ова внимателно онака да го слушнеме
Еден од најсериозните текстови за наше време од духот на пророштвото. Вели вака: Божите проповедници ќе ја извршат својата последна работа. Ќе ги упатат своите последни молитви. Ќе ја пролеат својата последна солза на тој бунтовен свет и ќе го изговарат своето последно сериозно предупредување. Готово. Ова ме потсеќа пред да читам понатаму, мислам дека книгата на пророк Осија, кога Бог му вели на пророкот: Израил се здружил со лажни богови. Остави го. Или Неремија ќе му каже: немој веќе да се молиш за тој народ. Пазете, Бог кој што навалува и се моли за нас, и кој што едва и чека и не охрабрува да се молиме, вели: немој веќе да се молиш за нив. Готово. Толку е. До сега толку е. Последна работа, последни молитви, последна солза, последно сериозно предупредување. О, како ли тогаш луѓето би дале се само да слушнат збор на надеж и утеха, некој објаснување за патот на спасението, молитви па и укор од своите проповедници. Ама готово е. Нема веќе. И ќе се оствари пророштвото во Амос, која вели: ќе настапи глад, ама не за леп и вода, вика, него за слушање на Словото Господово. Ќе трчат и ќе умираат, вика, многу млади луѓе, ќе трчат од север до исток, барејќи го Словото. Нема да го најдат. А во Мојсеевите книги пишува претходно: Словото Божие, вика, не е далеко од тебе да кажеш: еве горе во небото, па кој ќе се качи, или доле на земјата, па кој ќе слегне. Еве го, вика, до тебе, еве. Еве го, земете. Направиме една инспекција вечерва, погото петок вечер вчера и денеска сабота вечер, да видиме каде младите го поминуваат времето. Мислите по цркви, или по џами, или по некои верски објекти? Последниот дефинитивно слайд. Завршни поуки. Да ги читаме библиските пророштва. Блажени се оние што ги читаат. Откривението почнува со блаженство, 1 глава 3 стих. Блажени се оние што читаат, што слушаат и ги држат зборовите од пророштвото на оваа книга. Втора работа. Треба секој од нас да работи на својата личност. Сите ние се познаваме, секој од нас се познава сами од себе си и знаеме што треба да поправиме и да го направиме тоа докато има време на милост. 3. Да бидеме свесни во кое тоа време ние живееме. Ајде, Ерусалим не го познал своето време и многу луѓе во историјата. Ајде, ние да внимаваме и да бидеме свесни. 4. Да не ги повториме грешките што предпотопната генерација ги има направено. Постојат 3 категории на луѓе. Паметни, попаметни и оние трети, да не ги наречеме какви. Паметни се оние луѓе кои што се учат на тугите грешки. Гледат комшијата што грешка направил, тој вели: не сакам да поминам како него, нема да го направам тоа што тој го направил. И библиски тоа се паметни луѓе. Помалку паметни се оние кои што не учат на тугите грешки, ама учат на своите грешки. Тие ќе направат некоја бејле и ќе кажат: што ми се случи да сум пазал, нема веќе да направам. Тоа се помалку паметни. А ич паметни не се оние што не учат ни на тугите, ни на своите грешки. Ајде да не ги повториме грешките што предпотопната генерација ги има направено. Пета работа, последна, да не бидеме неосетливи за работите кои што се случуваат во нашето окружение. Ете, тоа е пораката, драги мои браќи и сестри, и вие што не следите преку интернет, нели така? Господ да ни помогне, тој е секојаш спремен, времето на милоста се уште постои, но не знаеме до кога ќе постои. Затоа Господ да ни помогне да направиме добар избор во нашиот живот. Амин. Добар наш Татко Небесен, од срце ти благодариме за ова време што можевме во Твојот дом, во сабота, во Твојот ден, да бидеме на духовна гозба, каде што, Господе, сакаме на некој начин да го чувствуваме небото и го чувствувавме во овие неколку часа. Ти благодариме за секој совет, охрабрување, поука, укор, се она, Господе, што сакаше да
постигне со нас, постигни го и ти се предаваме во Твоите раце, на располагање сме Ти. Оствари го тоа, Господе, што Твојот план е за Твојот народ. Господе, она што е наша молитва на крајот на ова богослужение, помогни да бидеме свесни во кое тоа време ние живееме. Од една страна. Од друга страна, Татко наш, помогни поревно и поодговорно да го работиме тоа што го очекуваш од нас во правец на мисионство, да нашите пријатели, комши, роднини или било со кого ќе се сретнеме, да Господи зборуваме за Твојата голема љубов што имаш и планот за спасение, затоа што знаеме дека еден ден ќе дојде крај и на историјата на ова наша планета. Господе, нека даровите што се ни ги дал, помогни да ги препознаеме и да Ти служиме со нив. Силата на Светиот Дух што ни е неопходна, потребна, Господе, излија врз Твојот народ, врз Твојата црква. Тука, Господе, да Твојот план со секој верник, секој Твое дете биде остварено. Господе, еве не нас, употреби не нас. Тоа е нашата желба на крајот на ова молитви, на крајот на ова богослужение во Христово име.